Почитувани двигателот на силата со име медицински сестри, председателката на Унијата на Сдружение од медицински сестри, техничари и стоматолошки сестри, Гордана Бешлиовска. Повелете. А што да ви кажам, колку е убаво денес да си медицинска сестра. Блажена е нашата професија и вие знаете дека јас секогаш му се заблагодарувам на Бога што сме во оваа професија и го поздравувам божественото во сите вас. Ќе ви се поклонам затоа што заслужувате и повеќе од тоа. Фала му и слава му на Бога, па што сме така племенити, па што сме така хумани, па што сме така единствени во последниот период и се надевам дека ќе успееме на патот на она кој што го зацрта и го има како стратегија Унијата и Сдруженијето за нас заедно со сите вас. Ви се поклонувам до земја. Викаат дека ако една жена е убава, сите ќе ја гледаат. Ако е умна, сите ќе ја слушаат и ќе ја почитуваат. Ако е добра, сите ќе ја сакаат. А ако била сите три, била медицинска сестра. Ме понесовте со многу убави изреки и со многу убави песни, па имав една човечка потреба да го споделам ова, да ми простат нашите колеги медицински техничари, и они се многу убави и мудри, и нив многу ги сакаат и они се добри. Во оваа недела на сестринството добиваме малку повеќе простор да зборуваме за сео на кое што нас не засега и го подигаме гласот. Ова е наше време, тоа е слоганот на кој што ние славиме оваа недела, покрај слоганот од ICN. Дел сме од меѓународните асоциации и пред непол месец го внесовме Сдруженијето и Унијата, односно од нашите сестри ги внесовме во Балканската асоциација, таму каде што ни е местото со сестрите, каде што се остваруваат целите за современото сестринство. Се што правиме и се што имаме зацртано како стратегија ни е целта современото сестринство за подоброто на пациентот, суштината на нашето постоење, за унапредување на здравјето и спречувањето на болестите, нашите фундаментални цели на нашата професија. Многу зборував неделава и во медиумите и секаде каде што ни беше дадена можност за да го подигнеме гласот за нашите проблеми. Може би слушавте, може би не, меѓутоа ги преточивме проблемите во неколку точки. Имавме средба во вчерашниот ден со министерот за здравство, ни вети дека конечно ќе почнеме да работиме во групите за остварување на законот за нашата професија.